Драги браќа и сестри, драги пријатели кои ме следите, ви посакувам обилни Божи благослови. Дали ни е потребен денес лекар? Нашата тема ќе биде токму за Исус, најголем лекар. Ќе почнеме прво со еден замислен настан. Еден младич бил болен од тешка болест и отишол на лекар да бара помош. Едноставно и нормално дека кај лекарот ќе оде да бара помош. Влегува кај лекарот и вели: докторе, не ме бидува, тешко сум болен. Лекарот врши преглед и установува дека е вистина тоа што самиот пациент го кажува. И после тоа му вели: момче, за тебе нема спас. Ти ќе умреш во рок од 3 месеци. Замислите каква диагноза лекарот му дава. Во овој момент да го погледнете тоа момче, ќе го видите какво е замислено, нажалено, преплашено, разочарано и заминува од кај лекарот со преплашено срце, со разочарано срце и одејќи по патот се сретнува со еден христијанин. И овој христијанинот му вели: зошто си толку, пријателе, замислен? Зошто си толку разочаран? Тогаш момчето се замислило во себе и рекло во себе: немам на кого да ја кажам оваа болка. Ни на сопруга, ниту на децата, ниту на мајка, ниту на татко. Ќе му се поверам на овој пријател, па ќе му кажам на него, па што ќе биде, нека биде. Христијанинот го гледа момчето и му вели: момче, за тебе има надеж. Јас знам за еден совршен лекар кој може да ти помогне. И во тој момент ова момче затрепериле сите мускули и добило една надеж, една сила и рекло: добро, јас би сакал да отидам и кај тој лекар. Но кажи ми како да го најдам и дали може да одам уште одма. Пријателот му вели на момчето: тој лекар не е присутен со тело тука, но со својот дух и со речта своја е присутен постојано овде на нашата планета, на нашата земја. Тој е присутен во Божјата реч, во Библијата. И преку неа тој зборува: земи, читај и проучувај ја таа, ќе се спасиш и ти и твојот дом. Момчето почнал да ја проучува Библијата и читајќи така стигнал до зборовите во Евангелие по Јован. Да ги прочитаме Евангелие по Јован, 11 глава, 25 и 26 стих. И еве го нашиот лекар, Исус Христос, нашиот Спасител, кој му рече: јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. И 26-тиот: и секој што живее и верува во мене нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Гледаме, браќа и сестри, ветување од Бог. Гледаме едно јако ветување кое Бог вели: кој верува во мене нема да умре. А токму овој младич бил преплашен
од тие зборови од неговиот лекар, кој му кажал дека за 3 месеци ќе умре. И продолжил момчето и понатаму да чита, да ја проучува Библијата и стигнало до 2 Мојсева, 15 глава, 15 глава, 26 стих. И еве што прочитал и што слушнал. И му рече: ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог, ако правиш што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови и ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ни една болест што ги пратив на Египет, зашто јас сум Господ твој исцелител. Во други преводи, мислам во српскиот, вика: јас сум твој лекар. Значи, Бог е наш лекар. Бог ни кажува дека само тој може да не излечи. И читајќи понатаму, дошол исто до 20 глава, каде што кажува Бог за заповедите. Ќе ги прочитаме и тие целосно од 1 до 17, 20 глава, од 1 до 17 стих. Тогаш Бог ги кажа сите овие зборови, велечи: јас сум Господ Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави за себе идол, ниту каква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата и под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи јас сум Господ Бог твој. Бог ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то колено и 4-то колено, ако тие ме мразат. Кој покажува милост на илјадници поколенија, што ме сакаат и ги чуваат моите заповеди. Не изговарај го напразно името на Господ твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори неговото име. Помни го саботниот ден за да го празнуваш. 6 дена работи и врши ги во нив сите своји работи, а 7-миот ден е сабота, Господова, ден на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни черката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни добитокот твој, ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Почитувај ги таткото свој и мајката своја, за да поживееш подолго на земјата, што ти ја дава Господ твој Бог. Не убивај, не врши прелюба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај го домот на ближниот свој, не пожелувај жената на ближниот свој, ни слугата негов, ни слугинката негова, ни волот негов, ни магарето негово, ниту нешто друго што му припаѓа на ближниот твој. И така момчето го слушало гласот од својот лекар, ги слушнало сите негови упатствата од најголемиот лекар Исус Христос. Сега момчето нашло спасение, нашло надеж, во кого има прибежиште и од кого има исцелување. Тоа момче веќе ја заборавило онаа лоша диагноза од општиот лекар кој му рекол: за тебе нема надеж, ти ќе умреш. Веќе тоа не постои во неговите мисли и тој верува. Уште од самиот почеток кажа дека јас го верувам тоа, Господи, ти што го велиш, за дека има вечен живот. Тој лекар е нашиот мил и драг Спасител, кој умре за нас, кој го положи својот живот во гроб,
и на сето тоа и воскресна за ние да живееме. Тоа беше замислениот настан, а сега да ви кажам за својот лекар, како делувал во мојот живот, откако сум го запознал јас. Јас имав главоболки. Имав и хемороиди. Имав и прекин на работата на срцето. Аритмија. Но кога почнав да ја проучувам Библијата, тој лекар, Исус Христос, делуваше во мене и сето она исчезна. Го запознав најсовршениот лекар, кој вели во 2 Мојсева 15 глава 26 стих: јас сум твој лекар, јас сум твој исцелител. Од сите болести, кажува Исус, што ги пуштив на земјата, нема ни една да те фати, зашто јас сум твојот лекар. Дали, браќи и сестри и драги пријатели, му веруваме на овој лекар, на овие зборови кои се веродостојни? Јас по моје мислење така мислам и така верувам, дека само Исус Христос е тој што може да ни исцели целосно. Али само ако му го предадеме нашето срце, да тој делува во нашиот живот и во нашето тело. А сега да видиме овој лекар Исус Христос како лекувал кога бил во тело на земјата, присутен на нашата планета, на нашата земја. Во Матеј ќе прочитаме од 8 глава, Матеј 8 глава од 1 до 4. А кога се симна од гората, по него врвеше многу народ. Гледаме, браќи и сестри и драги пријатели, врвеше, вика, многу народ. И понатаму вика, и ете се приближи еден лепрозен, му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога ја подаде раката, се допре до него и рече: сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. И му рече Исус: гледај, никому да не кажеш, а оди покажи им се на свештениците и принеси дар, како што заповеда Мојсей ним за сведоштво. Многу јаки зборови од нашиот Спасител. И вика: оди и никому да не кажеш. Дали, браќи и сестри, може човек кога се излекува да молчи? Не може. Значи, тој на секој еден ќе каже како се излекувал. Таа радост во него настапува. И 17 стих ќе го прочитаме, каде што вели: за да се исполни кажаното преку пророкот Исаја, кој вели: тој врз себе ги зеде нашите немојчи и ги понесе нашите болести. Какво ветување? Врз себе ги зе нашите проблеми, нашите немојчи, нашите болести. Се врз него е земено. И тој лекар е наш сигурен лекар, кој може само тој да не исцели. А додека лепрозниот, вика, ја изгубил својата надеж, или секоја надеж за да оздрави, неговата болест настанала, браќи и сестри, од неговиот грешен живот. И денес многу луѓе живеат и страдаат од тие грешен живот. Ние знаеме дека лепрозните биле одделувани или ставани во карантин. Како и сега оваа болест, оваа пандемија, корона или COVID-19, како и да наречиме, се одделувани луѓето на 15 дена. Исто тоа може да го најдеме во 2 Мојсева, мислам,
односно 3 Мојсева 13 и 14 стих, 13 и 14 глава, каде што самиот Бог кажува како тогаш свештениците ги одделувале овие лепрозните кои биле од таа болест тешка, неизлечива. Исто и денес, еве, се случува тоа. 15 дена го одделуваат во карантин, после 15 дена е слободен ако е излечен, ако не, пак продолжува и понатаму. Но овој лепрозниот слушал за Исуса Христа, дека лекува и сакал да го види, сакал да го сретне и имал желба да го види Исуса, уште си рекол во себе, уште оваа надеж, па како ќе биде Божјата волја, така нека биде. И еве го пред Исуса, го прочитаме тој стих, пак ќе го прочитаме во 5 глава од Матеј, односно 8 глава од Матеј, вториот стих. И ете се приближи еден лепрозен. Значи, се приближи, имал желба да се доближи до самиот Исус Христос. Ќе одиме понатаму да видиме и друг пример во Лука, како во 5 глава 15 до 26, како Исус делува, како Исус лекува. Но уште повеќе се разнесуваше глас за него и многу луѓе доаѓаа да го слушат и да бидат излечени од своите болести. Мноштво народ по него оди. Се разнесува гласот дека Исус Христос лекува од секаква болест, па дури и од смрт воскреснува. А тој се вика повлекуваше во осамени места и се молеше. Зошто се моле? За да добие сила за оноа што треба да го обави во тој ден. Исцелување на фатениот човек. Еден ден, вика, додека тој поучуваше, седеа таму фарисеи, законоучители, кои беа дошле од сите села на Галилеја и Јудеја и од Ерусалим, а тој имаше сила Господова да лекува. Исус Христос имал сила да лекува од Господа. И ете, некои донесоа на постела еден човек што беше неподвижен и сакаа да го внесат и положат пред него. Па бидејќи не најдоа место од каде да го внесат, поради народот се качија на куќата и преку покривот го спуштија со се постела на среде пред Исуса. А тој штом ја виде верата нивна, рече: човеку, ти се простуваат гревовите. Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат: кој е овој што хули на Бога? Кој може да ги прости гревовите, освен единиот Бог? А Исус, кога ги разбра нивните помисли, им одговори и рече: што размислувате во срцата свој? Што е полесно да се каже? Ти се простуваат гревовите, или да кажам, стани и оди. Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на неподвижниот: тебе ти велам, стани, земи ја постелката и оди си дома. И тој веднаш стана, пред нив си ги зеде она на кое лежеше, па си отиде дома, славејќи го Бога. Ужас ги обзеде сите и го славеа Бога, па исполнети со страв говореа: чудни работи видовме денес. Замислете, браќа и сестри и драги пријатели, маса на народ собрана, а една група која го носела фатениот кој бил во постела, како се пробиваат да стигнат до Исуса.
Кога виделе дека не може да влезат од вратата, тие решиле да одат преку кровот. А Исус, кога ја видел нивната вера, му рече на фатениот, на човекот: ти се простуваат гревовите. Од болниот човек паднал оној цел терет на кривиците. Он не можел да сумња во Христовите зборови. Надежта дошла наместо безнадеж. Радоста место тешката болка. Кога ги чул сите овие зборови, сите мускули проработиле. Престанале сите болки. Бил толку среќен што дури и му се земал здивот што не можел и да прозбори. А мноштвото народ, вика, што било присутно таму, рекле: кој може да простува гревови освен единиот Бог? А пак некои рекле, во 26 стих го прочитавме тоа: вакви чуда не сме видели. Многу нешто видовме денес. Христос морал прво да му даде здрав разум и да му ја очисти душата од гревот, а потоа да го излекува од телесната болест. Денеска има мноштво народ, браќи и сестри, драги пријатели, кои се болни и кои ја чекаат оваа вест. Ти се простуваат гревовите. Темел на нивните болести се нивните гревови и нивните телесни желби. Тие не можат да најдат лек додека не дојдат кај лекарот на душите, а тоа е Исус Христос. Само Он може да му ја обнови снагата, да му даде разум, да му даде мир, а и здрави тела. После секој Божји благослов кој го добиваме од Бога, треба да му заблагодариме како псалмистот Давид. Ќе прочитаме во 103-тиот псалм. Од 1 до 14. Благословувај го душо моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува Неговото свето име. Благословувај го душо моја Господа и не заборавај ги сите Негови добрини на оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те венчува со милост и со добрини, кој го исполнува со добра животот твој, како на орел ти ја обновува твојата младост. Господ им дава милост и правда на сите угнетени. Тој му ги покажа своите патишта на Мојсеј, на Израиловите синови делата своји. Штедар и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Тој не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува Тој од нас нашите престапи. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто Тој го знае нашиот состав и помни дека сме прав. Никој кој е разочаран од својот живот или е нажален од својата болест, а во вера побара помош од Исуса Христа, нема да биде оставен на непријателот. Ѓаволот е моćен, но ние имаме, фала му на Бога, помоćен
кој го фрлил Сотона од небото на земјата, оној злобниот кој е сега присутен овде на земјата. Ние треба да го величаме нашиот Спасител стално, а помалку да зборуваме за нашиот непријател. Така да Бог го даде и својот син. Ќе прочитаме во Евангелие од Јован 3:16. Овој стих, браќа и сестри, драги пријатели, е наречен уште и златен стих, бидејќи во него е содржано оноа што е најважно за секој еден човек. И еве го стихот и кажува: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Дали гледаме во овие зборови нешто? Дали овде Исус Христос кажува дека ова важи само за Лазар или само за некој друг? Овде кажува секој кој поверува во него ќе добие живот вечен. Значи, какво ветување, каква надеж имаме ние во нашиот Спасител и нашиот лекар? Тоа е само цврсти зборови од нашиот Спасител кои се вечни и кои се исполнуваат. Бог сведочи во Вселената дека своите деца никогаш нема да ги остави во борба со злобниот. Ќе прочитаме од Езекија 33 глава. Езекија 33 глава. 11 стих. И еве што кажува: кажи им, жив сум јас, вели Господ. Кажи им, бидејќи јас сум жив. Јас не ја посакувам смртта на грешникот, туку грешникот да се одврти од својот пат и да остане жив. Какво ветување Бог ми дава? Врати се. Вратете се од вашите лоши патишта. Зошто да умирате вие, доме Израил? Зошто да умираме, браќа и сестри, драги пријатели? Да се вратиме кај Исуса Христа, нашиот лекар, нашиот Спасител, кој умре за нас. Дали ќе ги слушаме овие зборови и дали ќе му веруваме на нашиот Спасител? Ќе прочитаме исто стих од Исус Навин, 24 глава. Исус Навин, 24 глава, 15 стих. И еве што кажува, познат стих на сите. Ако пак не ви е мило да му служите на Господа, одберете си сега кому да му служите. На боговите ли, на онаа река, преку река кој што живеа вашите предци, кога беа од онаа страна, или на боговите на аморејците, во чија земја живеете, а пак и јас и домот мој ќе му служиме на Господа. Исус Навин јасно кажува: јас и домот мој ќе му служиме на Господа. Браќи и сестри, сите да му го предадеме нашите срца и да му служиме на нашиот Господ. Лекарите сакаат да ни го сочуваат животот, а Христос ни дава живот. Сета животодавна сила потекнува од Него. Кога некој се опорави од некоја болест, Бог е кој го излекува. Болеста, разочарувањата, смртта, тоа сето е од нашиот непријател.
Сотона уништува, а Бог обновува. Божја желба е да сите имаме здрави тела и обновен дух. И Бог вели, јас сум вашиот лекар. Во Мојсева 15:26. Да видиме уште од трето послание на Јован, вториот стих. Возлюбен, се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што е добро на душата твоја. Значи, Бог ни препорачува да ни биде добро. Ќе прочитаме и од Псалм, исто 103, преđи ги прочитаме тие стихови. Трети и четврти стих. Кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрина. И на самиот крај од Јован, Евангелие од Јован 15:14. Уствари 5:14. Евангелие од Јован 5:14. И еве што кажува. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: ете сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. Драги браќа и сестри, Бог не упоменува, не советува едноставно да му бидеме послушни на неговите закони, на неговите повелби. Тој што кажува, тој и исполнува. Само наше е да му ги предадеме нашите срца и во тоа нека ни помогне само Он со Светиот Дух. Нему слава во вечни векови. Амин.